Криминалот и минатото наспроти иднината и просперитетот. Ова се двата блокови кои ќе се спротистават во Македонија на престојните избори, вели Христијан Мицкоски, откако Арбен Таравари одлучи да ја напушти коалицијата. Премиерот вели дека министерот за здравство во заминување одлучил да се приклучи на првиот концепт и дека неделава многу работи ќе станат појасни. Едниот блок е блокот од минатото, блокот на криминал, корупција, срам, плячка, блок кој што тесно коалицираше со криминални банди, повремено спортуваше во своите кабинети, играше фудбалчиња, баскет помалце. Често пати се однесуваше, би рекол, безобзирно кон граѓаните, па знаеше да го збогати својот возен парк или паркот на своите најблиски со по некој Мајбах. Таравари самиот си поднесе оставка и рече и очекува другите функционери од неговата партија да бидат разрешени. Кој ќе оди, а кој ќе остане, се уште е нејасно. Еден од неговите поблиски соработници, вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи, без прецизен одговор, се обрати со отворено писмо и се дистанцираше од Али Ахмети, но не кажа што планира понатаму. Денес заедно се наоѓаме на историска раскрсница. Пред една година донесовме храбра одлука да ја предводиме долго очекуваната, но никако задосната промена. Ние сме гласот на патот кој никогаш не минува преку Али Ахмети, нити преку некој што не им го посакува доброто на албанците. Министерот за европски прашања од редовите на Вреди Орхан Муртезани смета дека револтот кон потегот на Арбен Таравари само ќе расте и дека се повеќе функционери и поддржувачи ќе се дистанцираат од него и веројатно ќе одлучат да останат во власта за како што вели да не завршат во прегратките на Али Ахмети. Според наши неофицијални информации тие ќе продолжат. Револтот кај сите поддржувачи, симпатизери и функционери таму е многу голем, така да чекаме наредниве денови. Мислам дека тој тренд ќе продолжи. Арбен Таравари станува се поосамен во одлуката. Викендов неговиот сопартиец Салим Сулеймани поднесе оставка од сите функции, вклучително и пратеничката. Со тоа Алијанса останува без пратеничка група и со само 4 народни избраници. Коалицијата Вреди пак има еден повеќе, вкупно 10, зашто следниот на листата доаѓа од нивните редови. Премиерот во повеќе наврати беше дециден дека маневрите на Таравари нема да го ослабнат мнозинството и дека владата останува стабилна.